Имаме половина час, нешто помалку, може би, до завршетокот на саботата. Да ја подсета малку, минатата сабота попладне го обработувавме оној последен дел од параболата за изгубените синови во Лука 15 глава и сега, наместо да одиме во 16 глава, таму исто има две параболи, тие ќе ги оставиме за некојаш понатаму. Јас се уште под импресии на параболата за изгубените синови. Ќе проучуваме еден дел од Лука 6 глава, значи назад ќе се вратиме едно 10 глави, но претходно само да се подсетиме. Значи, постариот син е бесен заради враќањето на помалиот, кој што видовме претходно дошол на себе, сватил што направил, се покајал и се враќа назад. И имаме еден величествен пречек од неговиот татко и еден многу поинаков однос од таткото. Значи, гледаме дека таткото е милостив, тука ќе дадеме нагласок, а од друга страна неговиот брат, значи му смета неправедниот третман според него. Оти смета дека тој е заслужниот, тој е оној кој што се мачи, слугува со години, не мрднал од домот на својот татко, а овој го расторил својот имот и сега се враќа назад. Што е заслужен тој повеќе од мене? Разликата која што се воочува меѓу постариот син, значи, и таткото е тоа што таткото е милостив, а братот е полн со гнев и осуда. Ова го потенцирам затоа што сега стиховите што ќе ги читаме се во таа насока. Значи, отвараме во Лука 6 глава, читаме од 36 до 38 најнапред. Послушайте ги стиховите. Лука 6 глава 36 до 38. Бидете милостиви, како што и вашиот татко е милостив. 37. И не судете, и нема да бидете судени. И не осудувајте, и нема да бидете осудувани. Проштевајте, и ќе ви биде простено. Давајте, и ќе ви се даде. Добра мерка, набиена, натресена, преполнета, ќе ви биде дадена во скутот. Зошто со каква мерка мерите, со таква ќе ви се одмери. Слични стихови на Матеј 7 глава. Значи, бидете милостиви, вели, како што таткото е милостив. Еве па и таткото во параболата, кој што меѓу другото го представува и нашиот небесен татко. Не судете. Значи, ако си милостив, автоматски е исклучено и ова второто, значи нема да судиш. Проштевај. Тоа го гледаме, овие карактеристики сите ги гледаме кај таткото, а ништо од тоа нема кај братот. Значи, тој не е милостив, за сметка на тоа суди, гневене, не простува, не е спремен да прости, и давајте, вели, во 38 стих. И навистина, ако размислиме уште една за помалиот син, на што се потпрел за да се врати назад? На некои заслуги? Нема никакви заслуги. Се расторил. Може да се потпре само на милоста на својот татко. Тој го добил. Значи, се освестил, дошол на себе и почнал со поинакви очи да гледа. Ке видиме во ова парабола, сега што следи, дека навистина е многу битно човек каков му е видот, односно дали гледа или мисли дека гледа, а всушност е слеп. Значи, помалиот син можел да смета само на милоста од татка си. И ние треба да бидеме милостиви, угледувајќи се на таткото. И сега одиме од 39 до 42 стих читаме. И им кажа и парабола. Слушнете сега параболата, Лука 6 глава 39 стих читам. Може ли слепец да води слепец? Зар не ќе паднат обајцата во јама? Нема ученик над својот учител. Секој кој ќе се усоврши, ќе биде како неговиот учител. А зошто ја гледаш раската во окото на својот брат,
а не ја забележуваш гредата во своето око? Како можеш да му речеш на брата си: брате, остави ме да ја извадам раската од твоето око, а сам не ја гледаш гредата во своето око? Во твоето око, нели? А сам не ја гледаш гредата во своето око. Лицемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе гледаш, ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Познати стихови. И ово не е само парабола, овде имаме многу што да научиме. Видовме во утринските стихови дека Исус бил одличен учител и често пати се користил со параболи. Во овој пасус што го прочитавме ќе видиме од каде потекнува духот на осуда. Ќе воспоставиме диагноза за таквиот дух, за таквата состојба, но ќе го видиме и лекот за таквата состојба. Која е причината? Што гледаме од текстот? Која е причината за да се појави дух на осуда кај човек? Што читавме? Читавме за слепило. Им кажа парабола, 39 стих: може ли слепец да води слепец? Зар не ќе паднат обајцата во јама? Што мислите? Што е она што највеќе предизвикува? Збориме за духовно слепило, секако, значи тоа е она што е проблем. Оној човек кој што е физички слеп, тој знае дека е слеп. Меѓутоа духовно слепиот не знае. Што е она што највеќе може да предизвика слепило и што е она што е во коренот на оној дух на осуда што може да се јави кај човек? Гордоста, се разбира. Оној кој што е горд и ја поставил основата за тоа да ги суди другите, тој смета дека само тој гледа како што треба. И никој друг. Може би уште некој 2-3 или 5 или 10 кои што се сложуваат, може би, со неговите погледи и идеи. Значи, ти ако си тој, значи ти сметаш дека ти гледаш, дека сите други се слепи, дека не гледаат, ти си стандардот за сите. Меѓутоа, ако е таква состојбата, всушност тоа е доказ дека ти си слеп. Има еден интересен стих во Пословици 26:12. Вели вака, Пословици 26:12. Виде ли човек кој сам себе се прави мудар, знај, и од безумниот има повеќе надеж, отколку од него. Многу јасен стих и силен. Оној кој што се прави мудар, оној кој што смета дека тој гледа како што треба, тој суди како што треба, вели дека има помалку шанси и од безумниот. Оној безумниот има повеќе шанси од оној кој што се прави мудар. Кој што всушност е слеп, а не знае. Сега, кога зборуваме на оваа тема, мора да бидеме и внимателни, знаете, како да се движиме низ некое минско поле, буквално, затоа што тука е потребна голема предпазливост, затоа што низ историјата сме имале примери и факт е дека Бог праќал своји луѓе кои што ја носеле вистината, ја носеле мудроста и најчесто, нели, пророците, секојаш кога Божиот народ ќе скршнал од патот, тој праќал пророци. И неретко оној што ја носел веста, бил осудуван токму со тоа, со тие зборови, дека е горделив, дека сега се прави нешто, дека се издига на другите, дека е посебен. Сетите се само на Мојсей, како реагира на Мојсеја, па само ти ли си свет? Па само со тебе ли Господ комуницира, само тебе ли Бог те води? Така да треба да бидеме внимателни. Меѓутоа, во случајот со Мојсей јасно е дека Мојсей е тој кој што е прав, си имал работа со тврдоглав народ.
така да таму сликата е јасна. Меѓутоа, разликата помеѓу понизен Божи слуга и оној кој што е склон да осудува, знаете кој е? Оној кој што е склон, кој што има дух на осуда, најчесто не е во согласност со Библијата и библиските принципи. Значи си наметнува многу често своји стандарди. Може да ја цитира Библијата, тоа не е ништо не видливо кај такви личности, но погрешно ја користи. Таквите знаат да одат во крајности, значи за нив некојаш постои само еден библиски предмет или тема. И тоа е тоа. И како што кажав, страшното за ваквите луѓе со ваков дух е тоа што тие не препознаваат, не се свесни дека се такви, дека се слепи. А слепилото е многу сериозно. Како што кажав, физички слепиот човек не мора никој да му каже дека е слеп. Тој знае, меѓутоа духовно слепиот не е свесен, не знае. Сега, кога зборуваме за слепилото, по природа паднатиот човек, значи грешниот човек по природа е склон на осуда. И не е ни тешко да се предпостави, затоа што кога видовме дека основата, темелот на тоа човек да стане таков, да има таков дух, е гордост. А човекот по природа е горд. Често може да слушнете меѓу луѓето, оние надвор, да се стават често пати на Божие место, значи да ги бранат своите ставови, своите мислења, како да тие се судиите, како да изиграваат всушност судија, односно изиграваат Бог. Но често пати и паднатиот човек не смета дека осудува, напротив, веројатно сме имали некои такви ситуации во животот, кај што токму ние, кои што ја читаме Библијата и сакаме да им ја представиме вистината на таквите, таквите нас не осудуваат дека имаме дух на осуда. Затоа што сме исклучиви на некој начин, демек, ако држиш сабот, ако не држиш сабота нема да бидеш спасен, или вака или така, ако јадеш свинско нема да бидеш спасен, и тие на нас гледаат како да сме тесногради и судиме. Меѓутоа, тоа е така за нив. Ние сме само во склад со вистината и во склад со она што Бог го објавил како вистина. Но не се само тие слепи во тој поглед и имаат дух на осуда, туку и така наречениот христијанин, кој што не го познава Бога во суштина. Може би има знаење за Бога, има знаење за вистината, но нема сила, нема дух, нема живот во него. Значи надворешна религија или легализам, или одма веднаш ќе ни паднат во очи тука фарисеите, за кои што најчесто со кои што најчесто Исус имал работа, и видовме во нашите проучувања до сега во Лука дека најчесто се соочувал со нив. Значи ја користат Библијата, меѓутоа за да ги осудат другите. Гордост и самоправеност. Спремни да ја најдат вината кај другите, а никогаш не ја гледаат вината кај себе. Често за себе велат дека се побожни и понизни, а секојаш се спремни да осудуваат. И неретко ќе слушнете че признание кај нив дека и тие се грешни, но најчесто го минимизираат својот греф, а од друга страна го потенцираат и го увеличуваат туѓиот греф. Но ваквиот дух може да се сретне и кај искрениот христијанин, затоа што, знаете, таа гордост може да воскресне кај нас кога тогаш, ако не ја држиме под контрола, заради тоа што тоа е одлика на таа наша грешна природа, која што се уште ја носиме со нас. Да се навратиме на 39 стих сега. Значи, ја воспоставуваме диагнозата, да кажеме така, на овој дух на горделивост. Може ли слепец, и кажа парабола, значи параболата е, може ли слепец да води слепец? Зар не ке паднат обајцата во јама?
40 стих, нема ученик над својот учител, секој кој ќе се усоврши, ќе биде како неговиот учител. Значи, слепецот не само што е слеп, туку не е во состојба ни другите да ги води како таков. Че овде Исус не се задржува само на слепилото, туку и ги прикажува и самите ефекти од слепилото. Во тоа време, зашто спомнува, значи, 40 стих, ученик и учител. Знаете какво било, значи, орално пред се било учењето, значи, ученикот бил постојано со учителот, го слушал, како го поучува, гледал што прави, едноставно, учителот после известно време во својот ученик можел да се види сами од себе, односно какво влијание имал како учител врз ученикот. Како што вели стихот, значи, ученикот не можел да го надмине учителот, туку едноставно кој ќе се усоврши, ќе биде како неговиот учител. Елен Вајд, знаете што вели, има еден прекрасен цитат. Вели дека оној кој што е учител, во исто време треба да биде спремен и да учи. А пред да бидете некој учител, нечи учител, всушност вие треба да почнете од самите себе. Самите да се преиспитате себе и својот живот. Затоа што какви сте вие, такви ќе станат и вашите ученици. Нередко фарисеите ги напаѓале своите ученици дека не го познаваат законот и така натаму, а всушност тие биле само слика на нив како учители, затоа што во суштина и тие не го познавале законот. А ги суделе, затоа што гледаме од каде доаѓа тој дух на осуда, ги осудувале своите ученици. Значи, оној човек кој што има дух на осуда не е спремен да учи, односно не почнува од самиот себе. Да се подсетиме на Матеј 23 глава за фарисеите, од 1 до 4 читам Матеј 23 глава, Исус му рече на народот и на своите ученици, им се обрека, значи, на учениците и на народот, говорејќи, на Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите. Што значило тоа? Тие што ќе кажат, тоа е тоа. Тие се тие кои што судат. Затоа се што ќе ви речат, правете и пазете, но не постапувате според нивните дела, зашто зборуваат, а не извршуваат. Видите што носи тој дух на осудување со себе. 4 стих вели, врзуваат тешки и неподносливи бремиња и ги ставаат врз плеките на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат. Значи, ти треба така и така, меѓутоа тој ништо од тоа не спроведува во живот. И утре е склон и да осуди, меѓутоа тој самиот вели ни со прст не сака да мрдне во однос на себе, на својата собствена состојба. Значи, учителот првин треба да биде спремен да учи, односно треба да почне од себе, за да стане добар учител и да го, како велиме, значи, да го исправи ученикот свој на прав пат. Значи, каде што има присуство на осудувачки дух, има слепило, како што видовме, и неспремност за самоиспитување, она што можеби на сите нас ни недостасува некогаш, односно често пати, а живееме во времето на Јом Кипур, често пати повторуваме време во кое што баш треба да ги испитуваме своите души. Неспремност да се само поучите и да се поправите, значи, и тоа. 41 стих, зашто ја гледаш раската во окото на својот брат, а не ја забележуваш гредата во своето око? Како можеш да му речеш на брата си, брате, остави ме да ја извадам раската од твоето око, а сам не ја гледаш гредата во своето око? Недостаток, значи, на само поучување, на поправање, или, како што велиме, само критични треба да бидеме кон себе. Да се погледнеме првин самите себе. Познатите стихови од Псалм 139, 23 и 24 ќе ги цитирам.
испитајме целиот Боже, се моли таму псалмистот. Испитајме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитајме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. Тоа треба, таков дух треба да не води. Меѓутоа, кај духот на осуда, кај човек кој што има дух на осуда, тоа е едноставно непоимливо, го нема. Значи, нема самокритичност, едноставно тој е слеп, таквиот човек е слеп и не се гледа себе си во вистинско светло и не дозволува Словото да го изобличи како што треба. Денес брат Зоран мислено ги спомна тие стикови, односно стикот во Евреите 4:12. Божјето Слово е што? Е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни. И што прави? Тоа ако дозволиш, ако си самокритичен, ако почнеш од себе, и вели навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. Се би било поинако ако дозволиме Словото да си ја заврши својата работа. Нормално со помош на Светиот Дух. Прво нашите мисли. Читајки, кога читаме, често пати знаеме, тоа го правили фарисеите, спомнавме погоре. Значи, ја користеле Библијата, ја злоупотребувале често пати Словото, значи Стариот Завет, кој што го имале на располагање, за да ги маваат другите, значи ги судат другите. Тоа не важи за нив, тоа важи за другите. Не. Треба да се почне од себе, да се дозволи тоа Слово да ја заврши својата работа. Значи, да ги суди нашите мисли и намери. Но забележуваме и нешто друго во овие стихови, дека кај осудувачот, кај оној кој што има таков дух, нема проблем да биде лицемер. Значи нема самокритичност, не почнува, не е спремен да почне од самиот себе, но нема проблем да биде лицемер. Да ги препрочитаме 41-42. А зошто ја гледаш раската во окото на својот брат, а не ја, односно да го дочитаме 42 до крај, го читаме 41, а не ја забележуваш гредата во своето око. Како можеш да му речеш на брата си, брате, остави ми да ја извадам раската од твоето око, а сам не ја гледаш гредата во своето око? И сега додава, лицемере, извади ја најнапред гредата од своето око, па тогаш ќе гледаш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Сме зборувале, но да подсетиме што беше лицемер. Кој проблем го имаше кај лицемерот? Разлика, и тоа драстична разлика од неговата надворешност со неговата внатрешност. Надворешноста не одговара на внатрешноста. Едноставно, лицемерот е глумец, глуми и се преправа дека е нешто, она што не е во сушност. И сега, зошто човекот кој има дух на осуда Исус го нарекува и го споредува со лицемер? Во кој дел глуми? Па еве, може да предпоставиме, оној кој што осудува, обично знаете што вели? Со тоа, сака да покаже дека го мрази греот. Јас го мразам греот. Но прашањето вистинско е дали го мрази прво кај себе. Че повторно таа неволност да почне од себе. Тука е присутна највеќе глумата. Значи само се преправа дека го мрази греот, осудувајќи ги другите, а всушност во суштина не е така. Значи гледаш раска во окото на другиот и сакаш да му помогнеш, но во исто време имаш цела греда во своето око, што во суштина кажува дека не гледаш, дека си слеп. Повторно проблем со видот. Апсурд е ова, навистина. Да тврдиш дека ја гледаш раската кај другиот, а ти од гредата не гледаш ништо, но апсурд кој што е реалност и често се случува. Тоа во нашите животи. Знаете, да речеме, може би, еден момент, една заедница, каде што може би најчесто може да дојде до една ваква појава, е бракот како заедница. Сопружниците во бракот често пати се обидуваат да острануваат раски, да речеме,
сопругот кај сопругата, раски кај брачниот другар, и често додека тие имаат греда, или дури самиот начин како тоа го прават, значи зборовите кои што ги користат, однесувањето и така натаму, всушност ги вплеткува во уште поголеми гревови. И ја создаваа таа греда во нивните очи кои што тие не ја гледаат. Значи, често пати ја гледаат раската кај брачниот другар, а всушност не ја гледаат гредата кај себе. Така проблемите не се решаваат, така само може да се зголемат. Или во било кој однос, значи кај со ближните, често пати доека имаме греда, често пати знаеме да зборуваме за раската кај ближниот, за некој кој што не е присутен со други. Тоа се нарекува озборување, кој што исто така често пати знае да биде присутен. Значи, треба да се започне од себе. Тука некаде треба да го најдеме и лекот за ова слепило, односно за духот на осуда кој што е присутен. Сега, овој текст што го читавме не треба да се свати на овие два начини, значи мора да внимаваме. Замисли сега, како што сваќаме дека, сега, значи, ја доека не се очистам, ја не можам да му помогнам на братот. Никому не можам да му помогнам доека не се позанимавам најнапред со моите гревови, значи со моите греди, да кажам така. Не треба така да го сватиме стихот. Исто и вака не треба да го сватиме, дека треба да отфрлиме секаков совет во смисол нема што јас тебе да те слушам доека ти не се очистиш. Значи ти си полн со гревови, па мене ќе ми кажува сега што да правам. Ни во таа смисла не. Туку текстот не повикува на тоа самите да бидеме, значи, понизни да го согледаме кај себе гревот. Значи, дали е тоа раска или е греда во прашање. И да бидеме спремни да се поправаме. Па не знам од кого да дојде тој совет. Баталете и не гледате тоа дали човекот има греда или раска во својот живот. Туку тоа што ќе ни го каже, може би ќе не посоветува некој добар совет, ќе дојде до нас. Треба ние да бидеме спремни да се погледнеме самите себе. Значи, самите да се анализираме, да бидеме само критични кон себе. Затоа што опасна е состојбата, ако имаме греда во својот живот, а се обидуваме да ја отстраниме раската кај братот, нити ќе му помогнеме нему, нити на самите себе. Значи, ако имаме таков став, ако сме понизни, тогаш ќе бидеме спремни да примеме совет од секого. Тогаш се би било многу поинаку. И сега дојдеме кај лекот, веќе го насетуваме. Кој беше лекот кај помалиот син? Како тој дојде на себе? Вред Божјата благодат делуваше врз него. По благодат сме спасени, како што и минатиот пат видовме, но тој се покаја. Погледна со нови, со други очи. Знаете, вели Елен Вајд, покајанието е првиот чекор за Господ да ве прими. Кога ќе се покајате, покајанието значи и свртување за 180 степени, значи сте оделе во овој правец, односно вака сте размислувале, вака сте гледале на работите, сега сосема се менува во вашиот живот. Значи, како да гледате со нови очи, Господ ви дава нови очи. Во новото раѓање, Господ ви дава и нови очи. Меѓутоа, ако е во прашање, значи, вистинско покаяние, треба да дојдеме кај Христа со вистинско покаяние. Тоа го направил помалиот син. Тоа го видовме кај него. И клучното е, од стиховите што ги прочитавме, значи лекот каде е, извади ја најнапред, од тука почни, гредата од своето око. Значи, познај се себе си, каков си, кој си, покај се за слепилото, за своето лицемерие, за својот дух на осуда, и дури тогаш ќе можеш да му помогнеш на братот свој. Така да пораката од ова е да се преиспитаме.
да видиме кој сме и што сме, но вистински да се преиспитаме, со Словото пред нас, Господ пред нас, и да погледнеме на себе како што Господ гледа на нас. Затоа што ова е опасна работа. Духовно слепиот човек, пак и повторам, е во огромна заблуда, затоа што тој не знае дека е слеп. И оттаму и духот на осуда. Значи. Тоа е производ на гордост. А за да се покаете, мора да ја срушите својата гордост. Помалиот син, еве да се подсетиме пак, баш тоа се случило во неговиот живот. Како заминал, а како се враќа? Понизно. Не сакал, вели, не заслужувам ни син да се наречам ни ништо, значи едноставно примеме како наемник. Меѓутоа таткото не ни дочекал тоа да го овој син да го изусти, затоа што го прима како син. Тоа е нашиот татко. Кога ќе се покаеме, Господ не прима назад, тогаш добиваме и нов поглед и сваќаме дека Бог е тој кој што суди. Не можеме ние да го заземеме местото на Бога, затоа што во суштина кога судиме, кога осудуваме, го заземаме неговото место. А тоа е една страшна ситуација. Нека Господ ни помогне да, ако можеби сме биле такви да дојдеме до, да се огледаме дека сме такви, да дојдеме до вистинско покаяние, а тоа е тука да не прими и да ни даде нови очи, да погледнеме на работата како што треба. И тогаш секи биде поинаку. Мораме да бидеме спремни да почнеме од самите себе, драги браќи и сестри. Често пати грешката е во тоа што ние Библијата и сето оно што го читаме, можеби совети од духот на пророштвото, ги користиме во контекст, а за него, а за овој, а за оној, а самите себе не се гледаме. Нека Господ не биде на помош, нека не води како што тој најдобро знае, затоа што сме му потребни со очи, оние кои што гледаат каде одат, затоа што ние сме повикани вистината да им ја однесеме и на останатите, да и тие прогледаат и нив да ги научиме, односно Господ преку нас да ги научи. Нека му е слава уште еднаш. Амин.